Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it would buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made her bed, even when the chance was slim. Johnny says he's willing to learn when he decides he's a fool. Johnny says he'll live anywhere. Добро вечер. Јас сум Жарко Димовски, вашиот водич во джентлменството. Проектот Gentleman Magazine стана препознатлив бренд, преку кој ние ги негуваме вистинските вредности, ги промовираме добрите навики и се надевам дека барем малку го подобруваме општеството. Но тоа не е се. Продолжуваме понатаму. Масоните и джентлменството од секогаш биле тесно поврзани. Како во светот, така и во Македонија. Лазар Гечевски. Кој е Лазар Гечевски? Добро вечер, ви благодарам на поканата да учествувам во оваа емисија. Јас сум Лазар Гечевски, потекнувам од семејство Гечевци, кои што се меѓу најстарите од 1673 година и кои што нашата фамилија има доста направено во општеството и пошироко. Во делот на семејството, како вреднување кое што го укажувам како нешто што е во микро, за да можеме да отидеме во макро, секогаш ги укажувам значењето на семејството и секогаш од тука започнувам. Да, јас сум електроинженер, магистар по технички науки, бивши директор, 35 години работам во проблематиката на енергетика и истовремено сум масон во окружувањето со 33 степен и 97 степен по делот на Мемфис и во делот на спортот долги години кошаркар, кошаркарски судија и на крајот делегат контрола. Значи, еве тоа е накратко моето CV за оваа емисија. Ви благодарам за прекрасното излагање. Добро вечер и од мене и навистина ми е драго што имам чест да разговарам со вас. Мое прво официјално разговарање со човек од масонеријата, но за тоа малку потоа ќе одиме. Ме интересира, ете спомнавте дека сте дел од најстарата фамилија, една од 10 најстари фамилии тука на овие простори. Секогаш ние во оваа емисија поврзуваме значи вистински вредности и јас исто лично така мислам дека джентлменството потекнува од семејството. И за едни вистински вредности цело време говоревме и во претходната сезона, па почнуваме и тука. Кои се за вас, Лазар, вистинските вредности во животот? Ќе повторам, семејството како основа е најбитниот дел. Би укажал дека таа етика и култура која што на времето поседувавме, прво започнува од семејството, потоа започнува од опкружувањето, да кажеме и улицата и на крајот од 7 години, кога веќе започнуваме некаков напредок во делот на едукација, надградба и само осознавање. Значи, тие се приоритетите на еден квалитетен човек, господин, кој што дефинитивно ги поседува овие квалитети кои што се неопходни за да дојдеме до на што следува, а тоа е препознатлив бренд во општеството. Што е она што како личност вас ве води и ве мотивира сите овие години и со сиве овие успеси што ги имате постигнато, што е она што цело време ве водело и ве мотивирало и не ви давало да застанете? Карактеристично е дека многу од работиве, да кажеме, започнуваат во еден временски период од студирањето, каде што прво се надградувате, се едуцирате, станувате на некој начин почетник
за да станете мајстор во својот занает. Значи, едукацијата е неопходна и потребна, меѓутоа многу е потребно да таа теорија заживее во пракса. Во тој дел, тие 10 години се оставени од 23 години кога ќе дипломира човек, до ние 33 кои што да кажеме се влез и во да кажеме во масонеријата, да едноставно не оставиме на оние работи кои што ги кажувам премногу млад за одредена функција. Значи, за нас е непоимливо дека на 25 години треба да бидеш советник, дека треба да бидеш градоначалник. Тоа во масонеријата пред 33 години никој не може да ти го понуди. Значи тоа е една минимална долна граница, што би се рекло. Па да, затоа што за да постане некој мајстор во својот занает, дефинитивно имаме еден страшен проблем кој што го нарекуваме чирак, калфа, мајстор. Мајстор, така е. За чирак се потребни и неопходни 4 години и таму се слуша. За калфа е потребно нови 4 години. Таму се служи, се учи за наетот, за да едноставно мајсторскиот појас, кога ќе го добиеш, не значи дека од утре ќе отвориш свој дуќан, него треба да ги научиш во следните 10 години и градските манири. Тогаш веќе некој кој што те препознал, дополнително ти укажува дека сега можеш да бидеш равноправен меѓу другите и да отвориш дуќан во градот. Кога зборуваме за овие работи околу градењето како личност, колку сметате дека лојалноста е битна во цели овие работи, како и во масонеријата, така и во животот? Споредбените методи, да кажеме, кои што јас ги имам напишани во книгата, тоа е еталонот кој што представува квалитет и тие се споредбените методи кои што према одреден квалитет треба да ги негуваме правилата на игра. И критериумите се направени врз тие, да кажеме, квалитети и затоа постојат тие стандарди. Јас би укажал дека лојалноста игра голема улога, затоа што еве ќе напоменам во 111 години ние имаме различити периоди на живење. Од Бугарско, па Краљевина, па СХС, па СФРЈ, па СРЈ и така натаму. Тоа се све системи. Значи 100 години се изградува некој народ кој што треба да каже јас поседувам држава, раководам држава. Таа лојалност од тука и доаѓа. Значи многу измешани емоции на различити периоди од животот каде што некој наш, да кажеме, граѓанин кој што еве 100 години има да кажеме направено, живеел во 5-6 системи, се родил во еден, живеел во 3, починал во 5-тиот систем. Значи никој не се родил и не умрел во период од еден систем. Да. И таа е таа лојалност која што да кажеме е испреплетена со она дополнение кое е его, а егото е суета и инает, кој што да кажеме се секојдневни во оваа држава. Колку е важно материјалното во животот? Важно е колку што е потребата. Ние денеска можеме да спиеме 1, 2, 3 чашки. Не можеме литро да испиеме. Ние можеме да изедеме 2 ручека. Меѓутоа, ние сме богати толку колку што можеме да потрошиме. Во моментов и да ви понуди некој потрошите 1 милион евра, мислам дека нема да знаете ни како ќе ги потрошите. Точно. Не само да ги заработите, него како ќе ги потрошите. Реков малку потоа, еве дојде тоа време, малку би сакал да позборуваме околу масонеријата во Македонија. Вие сте човек кој што отворено зборува за тоа. Мислам дека тоа на јавноста не е баш познато кај нас, што е масонерија, тие мистични светови, слободни дзидари, илуминати. Тоа се некои термини кои што кај нас се малку табу тема се уште, мислам. Па еве еден вовед од вас до кај смееме да одиме со тоа, повелете да ги запознаеме нашите гледачи околу сите тие работи. Масонеријата представува табу тема. Тоа е факт. Меѓутоа, знаете што? Зашто уствари представува табу тема? Тоа е незнаење. Луѓето се плашат од вистина, луѓето се плашат од премногу осознавање. Прво, осознавање од самиот себе си. Кога би се погледнале во огледало и кога би си ги поставиле 5 прашања, да видиме колку имаме позитивни и колку негативни карактеристики. Значи, прво треба ние самите да сме самокритични, да видиме што пречи во нашиот развој.
ние обично во Македонија критикуваме, а многу малку имаме самокритичност. Во делот на таа проблематика можам да ви укажам дека секој слободен човек, значи не само добар човек, секој слободен човек кој што е на добар глас, кој што има своји квалитети кои што ги поседува, кој што има авторитет, кој што духовно, да кажеме, е на едно повисоко ниво, каде што се разликува од опкружувањето, каде што секој дневно со своите манири, со своето понашање, со својот авторитет и можност, нели, да се искаже со своје говор на тело, со дикција и така натаму, да биде посакуван во опкружувањето, тој и текако така квалитетно делува, за да може сето тоа да се предприемчи од соговорникот. Ние многу тешко наоѓаме соговорници веќе. Да. Не е само да најдете господин, не е само да најдете джентлмен. Масон, него е проблематично да најдете соговорник за било која тема од животот да почнете да дискутирате, вас ви треба соговорник. Да. Тоа е точно, луѓето се помалце се слушаат, тоа е уште голем проблем. Значи може да зборуваме ние кон соговорникот, а зборовите само просто да поминат низ него, да не бидат сочвакани, да кажеме, и добро сослушани, па да се даде елоквентен одговор на тоа целото. Таа етика и таа елоквентност или недисциплина, да кажеме, доаѓа баш од тоа его или таа суета, од начинот каде што имаме многу сезнајковци. Значи, еве, јас сум во енергетиката долги години и бев и директор на Агенција за енергетика, за да едноставно веќе не сакам да давам ни интервју, затоа што секој кај нас стана на некој начин експерт за енергетика. Значи, во ова време, каде што имаме криза и во државата и во светот, секој се поставил како некаков универзитетски професор, со квалитети кои што не знаеме ни како ги поседува, ни што е уствари. Најчесто и политиколози или економисти или правници зборат за енергетика. Што не е својствено дека јас сега треба да зборам за гинекологија, за не знам, некои вокации кои што не ми се дел од мене. Значи, можам да бидам експерт или мајстор на својот занает на она што сум едуциран, на она што се надградувам и во она што едноставно сум експерт. Ама не можам да бидам експерт во сите работи. Како што кај нас се експерти сите Па за кај сите нас, работи. да, на жалост многу експерти имаме. Како се станува масон? Треба да добиеш покана, треба да те видат одредени луѓе. Меѓу ретките, да кажеме, работи содржини е постанување на масон. Значи, не можете да постанете масон. Може би вие и ги имате сите квалитети на масон, ние ги викаме тоа масони без престилка. Значи, луѓе кои што ги имаат сите манири и све она што е неопходно и потребно за да бидете масон, меѓутоа немате каде да чукнете, на која врата ќе чукнете. Кого го познавате дека е масон, за да едноставно влезете во тоа лоби. Тоа е единствено, треба некој да ве препознае. Значи, ние подолг временски период ги препознаваме луѓето, година, 2, 3, на некој начин увидуваме дали ги поседува тие квалитети за да биде, нели, избран од нас, тоест препознаен, за да му понудиме за да може да влезе. До тогаш никој од нас не се да кажеме не се кажува кој е, што е и како е, него едноставно кога ќе приде на особата која што веќе е потенцијален иден можен брат, тогаш веќе се укажува кој си, што си и што очекуваме од соговорникот од другата страна. Потоа се неопходни и потребни два гаранти, како и во банка, нели, како и во брак пред да склучите, нели, имате двајца кои што јамчат сведоци за вас и така натаму, така да тоа е оној квалитет кој што секогаш за да може да влезете, треба да бидете препознаени, да ги имате сите овие критериуми запазени и тогаш веќе некој да ви овозможи да влезете во тоа лоби. Колку религиската припадност има врска со влезот во масонеријата? Видете, религијата, да кажеме, било кој масон може да биде и да верува во нешто и не мора да верува. Значи, дефинитивно немаме ставови за религијата, дека треба или не треба, затоа што сме према сите исти. Значи, кај нас може да биде и православен, и католик, и муслиман, и будист, и било кој. Значи, немаме потреба од, да кажеме, укажување која религија
тука немаме поделби. Масонот е едноставно ајде да кажеме со посебни зборови, меѓутоа не сакам да звучам нарцисоидно, значи потребата на совршенство. Значи не ги гледаме тие работни содржини, него гледаме да е човекот квалитетен, добар мајстор на својот занает, со квалитетни перформанси, со етика на високо ниво, со култура, со начин на живење. Значи сите тие перформанси ни се побитни него ли религијата од која доаѓа. Кога некој ќе го изберете да стане член, имате чин на примање? Степените се од 1 до 33, или во англиската варијанта од 1 до 3, или во француската варијанта од 1 до 5. Значи, во зависност во која припадност во масонеријата сте, такви се и степените кои што ги добивате. Тие се добиваат на ритуали, нешто што да кажеме е тајно, значи ние не сме тајно друштво кое што работиме нешто погрешно или не знам како, него едноставно имаме тајност која што се вика заштита од секојдневните, да кажеме, проблематични личности кои што, например, ние сме сите различити. Немаме представа кој како го негува и го перцепира, да кажеме, делот на масонерија. Не само тоа, него дури имаме и било какви други издруженија. Значи, некој ги перцепира позитивно, некој негативно. Да. Така да, како и за се. Заради заштитата, едноставно, таа е тајна. Значи, исто како и пчелите, кои што, да кажеме, еве, и тие се дел на она што, еве, јас упорно читам книги за пчели, за птици, за мравки, значи тоа се исто едни интелигентни суштества кои што треба само да се учи од нив. И дефинитивно вие немате представа што прават во кошницата пчелите. Да. И како го прават медот, така, тоа е исто работа која што некој ја извршува. Така да би го поистоветил во еве како одговор ако дадов правиот одговор, нели? Одличен е одговорот и ми се бендисува како целото тоа го затворивте како даден одговор на моето прашање. Следно што би сакал да ве прашам е дали жена може да биде масон? И зошто не? Може, значи прашањето зашто не е многу специфично, значи може. Во конзервативната гледна точка и масонеријата на англиската ложа тоа не го поддржува. Јас го поддржувам и дефинитивно сите наши членови го поддржуваат. Значи тоа е исто еден чекор напред, значи тоа е адогматско размислување. Догмата не е само да мажите бидат и неприкосновени, дека треба само они да бидат во тоа лоби. Ние немаме женска ложа кај нас, меѓутоа дефинитивно во здруженија каде што припаѓаме и како имаме женски ложи кои што исто имаат голема ложа и дефинитивно учествуваат на сите тие ритуали каде што сме заеднички поканети. А имате ли знаци на препознавање во смисла доколку вие сега зборувам отидете во Англија и седите во ресторан, дали би можеле да препознаете некој од гостите дали е масон или не? Да, масонеријата е да кажеме нешто што е препознатливо по символи, по знаци, по ракувања, захвати и врз основа на говор на тело. Дефинитивно можеме многу брзо да препознаеме некој кој што не мора ни да ни биде соговорник, него може би во ресторан да влеземе. Да, на тоа мислам. Каде што се не можеме во дискотека, нели? Да. Али во местоположба каде што можеме визуелно да видиме кој каде како седи, како разговара, кој начин на говор на тело го има, како седи на столица, кој е неговиот став, отвореност. Да. Значи нема раце, ја да ти кажам нешто, него едноставно отвореност со соговорникот. Тоа е начин каде што по овакви, да кажеме, начини на однесување на одредени масони ги препознаваме. Значи не мора да се ракуваме или да бидеме блиску за да едноставно го препознаеме дека тој е исто наш брат. Што за Лазар представува поимот джентлмен? Па јас би кажал на кратко, бидејќи ви ги кажав сите квалитети кои што треба да ги поседува масонот. Да. Само би укажал дека тоа е нешто спојливо, значи спој меѓу човек, господин, кој што ги поседува сите овие квалитети кои што ги напоменав и дефинитивно живее во еден рационален свет, прво за себе, осознаен,
со перформанси и квалитети кои што да кажеме се разликуваат од опкружувањето. Секогаш како личност кога ќе влезете, на некој начин ве препознаваат дека припаѓате некаде. Да. Значи тоа е начин на говор, начин на говор на тело, на дикција, на перформанси кои што да кажеме можеби ги поседуваат и други. Меѓутоа не им е укажано, можеби не се осознале, не се надградиле, не се научиле како сето тоа да го споделат со другите соговорници со кои што да кажеме нели негуваат одредени облигации. Да, можам да се сложам со тоа. Дали секој масон мора да биде джентлмен? Според ова. По критериумите кои што да кажеме ние ги бираме на некој начин, не можеби е несоодветен збор бирање, него препознавање, значи ние на некој начин сме го препознале дека овие квалитети особата која што треба да дојде во нашево лоби, веќе ги поседува. Значи ние дополнително укажуваме што све треба да прави, да се изгради во една дополнение само правиме на неговата наобразба, начинот на делување, како треба да се понаша, и затоа имаме масонски кодекс кој што укажува како треба да се понашате, да кажеме, во затворен простор, како треба да се понашате во отворен простор, како треба да се понашате во храм, како треба да се понашате надвор, како треба да се облекувате, како треба сето тоа да изгледа убаво за било кое око. Значи, масонеријата е еден вид мастер студија за джентлменството, како да се надоградиш во животот, во сите полиња. Па ние имаме исто академија за масонеријата, која што да кажеме езотериски навлегуваме во проблематиката. Тоа е да кажеме начин на кој што на многу едноставен, прост начин да стигнеш до совршенство. Затоа што јас секогаш го кажувам дека едноставноста е совршенство. Перфекција, така е. Ако ние дефинитивно сега ја 5 пати се наместам, ако мене не ми стои одело или ми стои го носам, значи имаме два типа. Дали го носите, ја носите облеката или таа ве носи. Значи тоа е многу битен предуслов, никој не вика дека треба одело да имате. Значи дали ви лежи таа облека која што ја облекувате. Јас не можам одело да играм тенис или кошарка. Треба соодветно да видам облечен. Значи секогаш треба да се тежне да она што ќе го облечите ви личи. Значи едноставно култура на живење. Значи нема да ни личи ако ние 200 кила направиме и дефинитивно сега ќе играме кошарка и ќе кажеме ние играме кошарка. Што 200 кила не се игра кошарка. Така е. Значи или висината не е проблем, нели? Не е тежината, него висината не е проблем. Може 200 кила, ама да биде 2,5 метри. Да, масонерија или слободно зидарство. Да, истите се, мислам, едно исто е тоа, слободно зидарство и масонерија е еден исти збор. Зошто е наречено слободно зидарство? Затоа што ние секогаш укажуваме за некого со зборот супер или добар. Супер е странски збор, добар е наш македонски, меѓутоа не значи добар дека значи и човек кој што има свој интегритет, свое ја. Слободен човек, тој слободен зидар, знае и да размислува со своја глава. Добар човек можете секогаш да најдете, ама секогаш можеби е добар за некој кој што му укажува што да направи. А слободен е добар, ама и сам размислува со своја глава. Затоа е и слободен. Да, а дали тоа значи и како што нели се зборува во светот во таа мистика по филмовите, како што е опишано дека масоните се тие кои што местат председатели, рушат држави, градат држави и различни други такви теории на заговори, ако можам да ги наречам. Дали во тоа има вистина? Знаете што, влегуваме сега во едно ново поглавје кое се вика елита. Многу од, можеби и ние некојаш грешиме, бидејќи он не може сам да дојде нели кај нас во лобито. Грешката е на препознавање. Значи, некогаш сме погрешиле кого сме повикале. Он има други очекувања. Очекување да менја нешто. Очекување дека треба да биде нов председател, премиер и така натаму. Демократијата и хиерархијата е многу битен предуслов. Значи, тој мора да биде, да кажеме, важен и од двете страни. Не може профан човек да очекува, ако е
министер дека треба да биде високо со степени во масонеријата. Или јас сега како 30 степен дека треба да бидам идниот премиер на Македонија. Значи, тоа се некои очекувања. Не, напротив. Очекувањата треба да бидат многу сталожени, ниски, значи нема никој предиспозиции дека некој некого треба да нападне, да омаловажи, да дискредитира, да смени и така натаму. Со нашето понашање, со нашиот начин на размислување, ние тежнееме да допринесеме квалитетни идеи и да имаме размена. Ако ние имаме, да кажеме, 2000-3000 луѓе кои што исто размислуваме, и како ќе се смени начинот на живење во Македонија, на позитивно, и дефинитивно ќе имаме квалитетен систем каде што нашите деца нема да се заминуваат. Значи, еден заклучок би било дека масоните сакаат да го направат, како што и кажавте, нели ова место подобро место за живење, светот да го направат подобро место за живење. Вие сте и автор на книгата Масоните и джентлменството. Поправете ме ако грешам околу насловот, само извинете. Масон джентлмен. Масон джентлмен, да. Дали овие работи што ги зборувавме во емисијава, ако некој е заинтересиран, може да ги најде во вашата книга? Со таа намера ја напишав книгата. Прво да ја разбијам таа табу тема. Второ, во Македонија многу малку има луѓе кои што напишале таква книга. Обично одредени луѓе не носели во заблуда со пишување, од аспект дека никогаш не ја ни знаеле масонеријата, нити па биле масони, меѓутоа поради финансиски, не знам, можеби терминот лошо е да го кажам, меѓутоа нема друг израз. Значи, од материјална гледна точка ги правеле книгите затоа што верувале дека со тоа можат да ја возбудат, да кажеме, читачката клиентела. Да. Комерцијални причини. Морам да кажам, на жалост, тоа е носење во заблуда. Значи, ова се правите работи кои што се прават во масонеријата и ништо не е скришно. Напротив, секој е добро да ја прочита. Таа не е само книга, него како учебник, затоа што верувам дека неколку пати ќе се враќа назад. Прво, не само ради објаснувањето или разјаснувањето на некои работи, туку за таа символика. Значи, има многу символи, има многу знаци кои што и текако во секојдневието ги сретнуваме, меѓутоа некако не сме се запрашале зашто е тоа така. Јас себе имам еден пример кој што ќе го кажам. Зимно време, сите имаме коли, нели? Кедерот од вратата го мачкаме со нешто да не замрзне. Ако тој ден не можам да ја отворам вратата, нели, замрзнала вратата, јас не ја отварам со сила. Можам со упалјач, можам со одмрзнувач, него едноставно фаќам такси или идам пешки, затоа што некој ми испратил сигнал. Немам потреба да идам со глава во зид. Значи, тоа е начинот на размислување каде што сигналите треба на некој начин да ги препознаваме. А имаме многу сигнали кои што некој не ги пушта. Да. Само треба начин како да ги препознаеш и едноставно не да ги елиминираш, него да едноставно ги читаш. Знаците, да. Символика е тоа. Да, ви благодарам за прекрасниот разговор. Навистина има многу информации што пред се и јас до негде ми беа познати, до некаде не. Да, еве ова сакав само да ве прашам. Дали има разлика и која е измеѓу масони и илуминати? Има голема разлика, значи постојат, да кажеме, и илуминати, и темплари, значи тоа све се посебни лобија и секој на некој начин посебна, да кажеме, лоби група која што различити едукации прави. Во начало се тоа позитивни, да кажеме, лоби издруженија, значи не е тоа некоја негативна, па да кажеме ова не треба или како. Меѓутоа, еве ќе кажам за ротаријанци. Значи, ротари варијанта не е тоа добар човек на добар глас. Него тие се бирани по материјална гледна точка. Кај нас битно ни е мајстор на својот занает. Ние не прашуваме дали он е милиардер или има екзистенција која што е едноставно за да преживееш. Ама е добар човек. Значи, препознавањето на добриот човек, повеќе духовниот дел ни е побитен него материјалниот дел. Затоа што видите, многу биле богати и на Титаник, многу биле и здрави, ама немале среќа. Значи, начинот на кој што јас сега го укажувам и она што ме прашавте, нели, моментот на живење. Ние мотото ми е време, време и време и секогаш го
укажувам преку време, некојаш на зезање, каде што некој вика 24/7 работи, ја викам, јас станувам 1 сат порано за да имам 25 сати во денот. Значи, е начин, нели, како да го искажеш сето тоа, да едноставно му побудиш како да стигне до некое ниво, да се надгради, за да знае повеќе, да осознае повеќе и да вреднува повеќе. Значи, начинот на таа едукација која што ни е неопходна и потребна, пак ќе кажам, е основа. Нели, квалитетен човек, образован човек, можете многу полесно се разберете него со човек кој што едноставно не поминал низ одморите на нашите едукативни центри. Така да, секогаш ќе укажам, едуцирајте, учете, начинот на кој што да кажеме за да стигне некој до совршенство е како на едноставен начин, како со манири на човек кој што да кажеме представува господен човек, човек кој што ги негува овие сите квалитети кои што се како критериуми дадени и преку стандардиве, дефинитивно доаѓа до квалитетот кој што се вика джентлмен, кој што се вика господин, каде што секој од нас кој што по било кој основ ќе го запознаете или ќе имате можност да се запознаете, бидете сигурни дека ќе бидете позитивно изненадени, затоа што зрачиме со една друга енергија која што секој би сакал да ја поседува. Во животот статистиката вика дека се сретнуваме во просечен животен век со 70 до 80 илјади луѓе. Тоа е едно неодамно истражување направено на еден амерички институт. Со ова сакам да кажам дека ние често знаеме да кажеме погрешно време, погрешни луѓе. Не, луѓето се тука, времето е тука и знаците што вие ги кажавте ги надоврзувам некако муабетите сега ми се споја сами по себе, доколку го знаеме да го прочитаме тој знак или сме доволно образувани или сме доволно отворени да го прочитаме тој знак, приликата е секогаш тука и вистинските луѓе се секогаш тука. Да, знаете што, јас исто би напоменал Никола Тесла. Значи, Никола Тесла е човек кој што оставил многу. Никој од за него не знае дали бил сиромашен или богат. Меѓутоа оставил за општеството. Јас имав едно обраќањето беше живот кој што е преточен преку воз. Возот, например, оди пом. Во возот се качени сите. Сите сме ние во возот. Ние не знаеме на која станица, нели, и нашите родители се симнати. И ние некаде ќе се симнеме на некоја станица, нели, во животот. Ама треба да оставиме траг. Трагот е уствари нешто што е бесконечноста, која што уствари ќе не направи бесконечни, кој што некој ќе укажува во тоа време живеел тој и направил тоа и тоа. Никола Тесла ќе остане вечно, затоа што направил нешто за општеството кое што ние не можеме да го игнорираме. Ама не е уопште битен дали бил богат или сиромашен. Значи тоа мораме да го трнеме затоа што никој нема да те праша кога ќе отидете, нели, ние го викаме тоа на исток, на далечниот исток, дека ти со себе ги носиш сите тие материјални добра. Значи само духовното е битно и тоа останува. Да. И во делот на исто пак е завршено со Никола Тесла, има една добра изрека, тоа и треба да се деси и кај нас и треба многу да го спомнуваме. Значи не е проблемот што например ми ги крадете идеите, него мене ми представува проблем тоа што немате своји идеи, а само идеите прават развој. А реална идеја, спроведлива, само ќе донесе еден чекор напред и на општеството, и на системот, и на сите кои што живееме еве на ова парче земја која што треба да ни биде репер, затоа што ако сме втори по квалитетен сигнал, сончев сигнал кој што го добиваме после Калифорнија од 1380 до 1620 киловати на метар квадратен и ние не знаеме да го искористиме тоа, зашто да не бидеме исто втори, да кажеме, во делот и на нашиот стандард, кој што ќе бидеме како една Швајцарија, а можеме да бидеме, и дефинитивно треба да се остварат експертите да ја прават државата, не политичарите. Значи, ние имаме проблем на таа его и суета, каде што на одреден политичар не можеш да му наметнеш експертиза, затоа што он, освен што е политичар, он станува за кусо време и експерт. Ќе кажам, јас верувам во таа поговорка, ништо не е случајно. Еднаш кога ме праша која историска личност би можел да ја вратиш и би ја вратил за да разговараш барем пола час, јас кажав Никола Тесла. Така да ми е навистина мило што го спомнавте. Тесла е еден од моите водечки фигури во животот, со кој што ме мотивира.
меѓу другите. Ви благодарам уште еднаш за прекрасниот разговор. Се надевам дека ќе имаме и други разговори неофицијални и неформални и понатаму во животот. И јас ви Едно, благодарам на здравје. прво и на поканата и сакам да ви ја подарам оваа книга Масон и джентлмен, која што верувам дека со искрено чувство и чест ќе ја прочитате и за неа ќе разговараме откако ќе осознаете Да. малку повеќе за проблематиката на еден масон, джентлмен, тоест јас би рекол со еден збор господин. Ви благодарам. Tu non bisticci mai. Дали джентлменството е вроден збир на карактеристики или стекнати особини од средината? Дали джентлмен се станува или джентлмен се раѓа? Староста на дилемата на ова прашање кажува дека не е лесно да се даде одговор на ова прашање. Ќе зборуваме на многу теми, ќе зборуваме за многу работи. Да се биде джентлмен значи да се биде умерен во се. Првото нешто што луѓето го забележуваат на нас е нашиот изглед. Затоа за денес прва лекција е изгледот. Ајде со мене. Како што ви ветив, прва лекција за денес во нашето школо за джентлмени е изглед. Знаеме дека секој джентлмен треба да негува добра навика, а тоа е одело. Како се носи едно одело и зошто токму ова одело го одбрав за денес, ќе ви кажам, ќе ви откријам мала тајна. Се базира на мојата вратоврска. Или некои ја викаат кравата, да не навлегуваме во тоа. Мене, денешната вратоврска ми е инспирација и иницијална каписла за цело одело понатаму. Мора да внимавате. Кога облекувате одело, да знаете да се играте со боите. Дали ќе си помогнете сами, дали ќе побарате совет од вашата сопруга, дали ќе отидете на некое место да ве облечат, тоа оставам на вас. Но секогаш внимавајте на боите. Што сакам да кажам со тоа? Значи, мојата вратоврска одговара со мојот ремен, ременот одговара со чевлите, чевлите одговараат со саатот. Сите тие се многу битни детали, а знаеме дека среќата е во деталите. За оваа моја комбинација за денес одбирам елече. Елече може, но и не мора, се е ствар на вкус. Елече може, но и не мора, се е работа на вкус. За вкусови не се дискутира, нели? Гледаме дека ова елече совршено одговара со ригите на моите панталони. Манжетните се исто така многу битен детал. Или, во некој случај, сами копчиња, не мора да се манжетни. Се зависи од кошулата и од пригодата што сакате да кажете и каде сакате да ја облечете таа кошула. Врзувањето на чворот на самата вратоврска е исто така многу битен детал. Постојат многу видови на врзување на чворови, но за тоа понатаму во моето школо. Сакото совршено одговара со моите панталони, имам комплет одело, тоест имам троделно одело, сако, панталони и елече. Одиме со еден многу битен детал, многу важен. Што значи тоа? Што сакам да кажам со овој важен детал? Ракавот на кошулата треба да е 2 до 3 сантими подолг од ракавот на сакото. Секогаш, кога ќе го облечете вашето сако, имајте на ум дека вашите ракави треба да излегуваат 2 до 3 сантими од ракавот на сакото. Еве вака од прилика треба да изгледа еден убаво дотеран господин. Секогаш имајте на ум и никогаш не го закопчувајте долното копче. Кога излегувате надвор во отворен простор, закопчајте го горното копче. Кога влегувате во затворен простор, откопчајте го. Стоите во исправена позиција, закопчајте го. Седите, откопчајте го. Ви благодарам, ова беше првата лекција во моето школо за джентлмени. Ако сакате вие повеќе да дознаете за джентлменството, повеќе за масонеријата, како што говорев со мојот гостин, останете со нас
и гледајте не секоја среда во 20:45 на македонската телевизија, Gentleman Magazine.